За само еден час, пукната цевка од голем профил му ја урна куќата на Билен Томеров од Кочани. Хаваријата се случила на 3 септември и за тие 60 минути од дворот во куќата со број 15 на улицата Стамен Манов влегли и поминале стотици кубни метри вода. Испука цевката и куќата ми спрши, мебелите унатре, ламинатите, зидони скршени, комодите, тие што ми има ствари унатре, се не отиде. Голема е штетот. Мислам дека 5000 евра. Живееме сите во една соба, тројца сме. Големиот проблем за Омерови од тој ден стои бидејќи штетата тие ја проценуваат на минимални 5000 евра, а од водовод Кочани проблемот го игнорираат. Од Димитрија ми кажаа ќе видиме, ќе помагат Божем нешто, не оставија се така, но кажаа немаме буџетот пари, не знам што треба да подмасиме нова, после нова година и ние до таа нова година што ќе правиме, како ќе живееме, дека ќе се. На прагот од грејната сезона семејството е пред големо искушение, бидејќи сега сите живеат во една соба која не може да се загрее поради штетите. Како општината ќе го решава проблемот? Посочениот објект е дивоградба и е изграден на главниот цевковод кој ги поврзува Кочани и населбата Оризари. На семејството повеќе пати му е укажувано дека постои ризик од оштетување на цевководот и можни штети поради што полицијата интервенирала да ја спречи дивоградбата. Имало физички отпор и на негов ризик објектот е изграден. Поради ова, општината нема никаква обврска за настанатата штета. Изјави градоначалникот Љупчо Папазов.